Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта. Рак на главата и вратот е термин што се користи за карциноми што се развиваат на тој дел на телото. Ова малигна болест се почеста кај мажите и луѓето постари од 50 години. Се смета дека главните причинители за ракот на главата и вратот се цигарите, алкохолот и неколку соја на хуман папилома вирусите, познати како ХПВ. Кои симптоми укажуваат на овој карцином? Можат ли да се излекуваат ако се откријат на време? Постои ли превенција? На оваа тема денеска разговараме со доктор Ленче Костадинова, онколог, радиотерапевт. Разговорот ќе го започнеме веднаш по рекламите. Останете на телма. За малигните тумори на главата и вратот во денешната телма амбуланта разговараме со доцент доктор Ленче Костадинова, радиотерапевт, онколог од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на телма. Добар ден. Добар ден, добре ве најдов. Ви благодарам за поканата и чест ми е задоволство да присуствувам во вашата телма амбуланта денеска. Докторки, на главата и вратот има многу различни ткива. Па каде се може да се развие карцином? Иако е многу мал регион, постојат многу места од каде што може да потекнат тука малигните заболувања, започнувајќи од окото, од назолакрималните, значи жлезди, што се наоѓаат во каналчињата, потоа во самите носни шуплини, параназалните синуси, значи што се потоа крајниците, гркланот, голтникот, крајниците, тироидната жлезда исто така. Понекогаш имаме и тумори со непознато потекло во регија од глава и врат, каде што и не можеме да го најдеме примарното потекло, како и почетниот дел на хранопроводникот, кој што се наоѓа во исто така во регијата на главата и вратот. Кој карцином е најчест? Од сите вие што ги набројавте? Од сите овие најчест е ларингалниот, односно карциномот на гркланот. Значи, особено е чест кај машката популација. Овој карциноми повеќе се поврзува со конзумирањето на алкохол и цигари, бидејќи нели машката популација се повеќе конзументи на алкохол и цигари, се поврзува и затоа поголемата инциденција, односно честота на овој тип на карциноми кај нив. Значи не е директно поврзано со полот, како генетика, не, туку како со генетика, туку со секојдневните навики кои што треба нели долготрајно да се конзумираат за да настане овој тип на малигно заболување. Возраста дали е ризик фактор? Секако, затоа што колку сте повозрасен и подолго време сте конзумирале некој од овие, значи, ризични, значи, субстанции, како што се еве цигари, алкохол, значи секако возраста влијае и должината на конзумирањето. Така ќе ги погледнеме најчестите ризик фактори, бидејќи ги има повеќе, покрај овие што ги набројавте. Значи главните се цигарите, пушењето од цигари, потоа прекомерната консумација на алкохол, долготрајното изложување на сонце, радијацијата, дишување азбест или прашина од дрва или никел, лоша орална хигиена, изложеност, односно зараза со ХПВ вирусите, хуман папилома вирусот, мононуклеоза, секако дека има и други, но овие се најчестите, односно најризичните, кои што ги издвоивме. Па да ги искоментираме, не мора сите, но започуваме со пушењето цигари. Колкав дел од лицата кои што ќе развијат некаква форма на карцином на грлот или на вратот, на главата? На главата и вратот. Повеќе од 90%, значи. Кога ќе дојдат, сите имаат во својата анамнеза една историја на минато долг пушачки стаж со повеќе од 2 кутии дневно. Значи бројот на цигари во текот на денот е бројот на цигари во текот на денот, не само годините на пушачки стаж, и најчесто знаат нели да кажат, ама јас прекинав нели да конзумирам цигари пред 1 месец, пред 2. Не, потребно е еден долготраен прекин, можеби од 5 до 10 години, за да се вратат ризик факторите како кај луѓето кои што никогаш и не конзумирале, значи цигари. Исто така и пасивното пушење, дали исто така влијае и пасивното пушење во многу помала мера, меѓутоа секако влијае пасивниот пушачки стаж. А марихуаната? Вака правени се голем број на истражувања за конзумација. Кај младите често конзумираат, меѓутоа не е дојдено до некое сознание дека марихуаната предизвикува, значи, карцином на грло, се поврзува со одредени карциноми на устната шуплина и на јазикот, меѓутоа во многу мал процент, значи.
од марихуаната, пута конзумацијата на алкохол, односно комбинацијата особено на жесток алкохол со цигарите го зголемува многу пати повеќе кратно ризикот од добивање на карцином во регија на глава и врат, отколку да сте конзумент само на цигари или само на алкохол. И при тоа кога збориме за количината на алкохол, не е секогаш и количината битна. Битна е редовната конзумација на алкохол. Нека биде тоа на пример и некој 20-30 милилитри на жесток алкохол, меѓутоа ако вие хронично внесувате. Како некој што си пие секој ден по една чашка ракија? Една чашка ракија на ручек, меѓутоа вие хронично ја иритирате слузницата во аеродигестивниот тракт на почетокот и таа хронична иритација понатака доведува до дисплазија на клетките. Во однос на изложувањето на сонцето, тоа е особено значително кај кожните карциноми, кај луѓето кои што се земјоделски работници се експонирани најчесто на сонце или сончањето во поново време, значи исто така и за меланом, значи во регија на глава и врат, радиацијата значи како и сите форми на карцином. За сите форми на канцер, што се однесува за вдишувањето на азбест и прашина, особено за карциномите кои што се на носната шуплина и параназалните синуси. Имаме значи луѓе кои што долги години нели биле изложени на инхалирање на најразлични бои, азбести и значи инхалациони и други агенции кои што имаат зголемен ризик и добиле карцином во носната шуплина. Само што малку да се задржам на ова, загаденоста на воздухот, ќе биде ли ризик фактор за да се развие ваква форма на карцином, бидејќи во него има се и се што? Да, особено сега најновите студии, значи што се правени, укажуваат дека зголемената загаденост на воздухот и присутност или на тие мали PM честички се секако ризик фактор за настанување на малигнитет во регија на глава и врат. Лошата орална хигиена, нели секое хронично воспаление знае нетретирано со тек на времето, доколку имате нели одредена генетска предиспозиција и доколку ќе додадете предходните ризик фактори, затоа велиме дека оваа болест е мултифакториелна во комбинација, секако може да доведе. Значи не е наивно нередовното четкање на забите. Не, воопшто и оралната хигиена, ни посетувањето на стоматолог, реализирањето на превентивните стоматолошки прегледи. Значи неретко знае да се каже јас отидов на стоматолог и го добив овој наод. Значи тоа секако не е дека е веднаш од одењето на стоматолог, тоа постоела една хронична инфекција која што траела во комбинација со сите ризик фактори за да настане малигното заболување. Сега доаѓаме до онаа инфекција со хуман папилома вирусите, HPV. Дали сите соеви на хуман папилома вирус се опасни и што е тоа всушност HPV? Вака, тој е всушност вирус кој што мноштвото од нас во текот на животот ќе го добијат на некој начин. Но самиот организам си има свој имун механизам да се справи и во рок од 1-2 години да намали неговата значи репликација, односно множење и да се избори против HPV вирусот. Тој вирус во одредени ситуации на имуносупресија знае да предизвика карциноми. Иако се познати нели карциномите кај жените, исто така во орофарингеалната регија се многу застапени во поново време, ќе објаснам подоцна и зошто, и карциномите на крајниците, базата на јазикот, непчените лаци и јазикот, кои што се поврзуваат со високоризичните HPV вируси. Значи, имаме нискоризични HPV вируси кои што предизвикуваат папиломатози и брадавички и високоризични HPV вируси, кои што се карактеристични во регијата на главата и вратот како подтип 16, 18, HPV 31 и HPV 33, кои што се високоризични предизвикуваат малигни заболувања. Докторке, тоа се истите соеви на HPV што предизвикуваат рак на грлото на матката кај жената. Точно. И сега сето ова во машката популација преведено, бидејќи најчесто нели заболуваат лица од машки пол, и со социоекономскиот статус на однесувањето и сексуалното однесување на луѓето. Во минатото можеме да кажеме ако цигарите и алкохолот биле причина да машката популација биде предоминантна, потоа повеќе и жените започнуваат со конзумација на алкохол и цигари, тука некаде веќе почнува стапката во женската популација на малигнитет на глава и врат да расне. Меѓутоа сега веќе ако имаме цервикални карциноми, исто така имаме орофарингеални, во однос дека и машкиот пол исто така значи може да се инфецира со
ХПВ вирус преку сексуален пат, односно сексуална трансмисија и на тој начин да дојде до создавање на карцином во устната шуплина и орофарингеалната регија, односно. Значи, овие карциноми што се предизвикани во ХПВ, со ХПВ во устната шуплина, вратот и останатите делови на главата и вратот, може да се каже дека се сексуално пренослива болест? Точно, сексуално пренослива. Утврдена е, значи дефинитивно на корелација? Утврдена е корелацијата, да, и многу пати, значи, знаеме да го најдеме со типизација истиот ХПВ и кај сопругот и кај сопругата, значи, кога имаме, еве, вака некоја ситуација, па нели ќе предложиме да се направи пап тестирање кај сопругата и ќе се открие истиот тип, односно значи, геном на вирус. сексуалните навики, сексуалното однесување е поврзано. Е поврзано и сега поради тоа имаме одредени форми на новој карцином што се предизвикани од ХПВ. Да, што се предизвикани од ХПВ, значи. Но сега тука имаме уште една вирусна инфекција. Точно, мононуклеоза. Мононуклеозата всушност е во 90% предизвикана од Епштен-Бар вирусот и во 10% од цитомегаловирус. Уште е позната како болест на бакнеж. Неретко од нас многумина го имаат сите тоа поминато и Епштен-Баровиот вирус всушност е една од причините понатака, морам да кажам, во комбинација со генетска предиспозиција и диететските навики во настанување на карцином во горниот дел на голтникот, односно задниот зид на носот или ние го велиме назофарингеалниот карцином. Так. Значи и најчесто всушност мононуклеозата и се поврзува со назофарингеалниот карцином токму поради тој Епштен-Бар вирус инфекција. Значи што настанува? Значи споминавте не секој ќе доби, потребни се генетски предиспозиции меѓу другото и диететскиот режим, значи, навиките на исхрана, животни навики би се рекла. Лайфстайл, да. Колку време по прилежувањето на мононуклеоза може да се јави ваков проблем? Дали е то веднаш? Не, тоа е еден долг латентен период, може да биде 10, 15, 20, 50 години, може и никогаш нели да не се случи доколку немате имуносупресија, доколку немате генетска предиспозиција и доколку имате нормален хигиено-диететски режим. Какви се симптоми можат да дадат овие карциноми? Со оглед на тоа дека се развиваат на различни места може да дадат сосема различни симптоми. И вака ако пучаме, нели како што пучавме од носот и параназалните синуси, една долготрајна заднатост на носот, нели, која што не поминува со деконгестивни терапии, значи, односно терапии нели за олеснување на дишењето, потоа промени во смисла на палпабилни маси, значи да забележите некоја палпабилна маса. Да се напипа некаква промена. Да се напипа некаква промена. Потоа, например, едни, како што би рекле, хронични крајници. Значи, цело време вие имате воспаление на крајниците, кој што не поминува со една антибиотска терапија, со втора антибиотска терапија, значи, потоа една засипнатост на грло, како удиме натаму, која што не поминува во 2 недели, значи еден ларингит кој што трае 2 недели и не поминува под антибиотска, антихистаминска, кортикотерапија, потоа афта на јазикот, проста причина кој што не поминува 2 недели спонтано. Времето за регенерација на таа слузница е 14 на дена. И вие доколку имате некоја афта, па колку прилично да изгледа и безболна, доколку веќе се поминати 14 дена, треба да се обратите на максилофацијална хирургија или кај вашиот стоматолог или на урела за да се направи превентивен преглед, затоа што понекогаш се сосем наивна афта или воспаление во устната шуплина може да е знак за некој ран стадиум на карцином. Потоа палпабилна маса во регија на главата и вратот исто така. Значи некоја топка која што одеднаш се зголемува, некој лимфен јазол. Или, например, има луѓе кои што го чуваат сито тоа, значи било 1 сантим, па 2 сантими одеднаш, нели, наразна, треба да реагираме кога е рано, да се испита, да се направи едно ехо на врат, доколку има потреба и други диагностички методи понатаму. А има ли форми на карцином кои што може да се јават на овие делови на телото и при тоа да не дадат никакви симптоми? Да бидат асимптоматски, подмолно да се развиваат, а пациентот ништо да не почувствува? Обично пациентите кои што
значи на кој што е засегнат гркланот, значи во зависност од која витална функција во моментот се засегната. Дали тоа ќе биде говор, голтање, џвакање, значи најчесто ќе се јават први оние пациенти кои што ќе имаат проблеми со дишењето, затоа што е загрозена тука витална функција, со голтањето многу помалку, затоа што ќе се придодаваат нели на хронично воспаление на крајниците, па на хронично воспаление нели на слузокожата, во устната шуплина. Имаат, многу од пациентите имаат симптоми, но се случува да ги игнорираат или минимизираат и затоа за жал се стига во подоцнежните стадиуми. Со каква динамика прогресираат овие карциноми? Се развиваат ли брзо? Различно, значи во зависност од степенот на нивното множење, односно диференцијација, значи потребно е многу време и за развивање на еден назофарингијален карцином, како што рековме, нели. Потоа во регијата на глава и врат ретко добиваме, можам да кажам искрено, метастатски карциноми, но локално, регионално напреднати, значи карциноми, добиваме доста често и мислам дека потребна ни е порана диагностика, да се збори за ризик, да се говори за ризик факторите, за едноставно како сето тоа да се спречи. Обично во која фаза ги фаќате? Па во локално напредната фаза, нажалост, каде што е потребен и нели поагресивен третмански пристап за да добиеме еден убав комплетен одговор. Значи исто така имаме и пациенти, особено и помладите сега, кои што се посвесни, па ги користат и нели сите диагностички методи, па знаат да стигнат и во порани стадиуми, особено за карцином на ларингс, нели веќе не се чека да престане да говори или да не може да дише, туку веднаш по засипнато знаат да се јават на лекар, да бидат извршени потребните прегледи и со мали интервенции и без несакани ефекти да се заврши третманот. А кога станува збор за карциномот на тироидната жлезда? Дали тој секогаш дава симптоми? Не, или може асимптоматски не, да тој пројде? најчесто асимптоматски, па случајно нели на ихо се открива некое јазолче кое што е неколку милиметри, па се оди нели на една диагностика водена под ехопункција, се добива цитологија, односно резултатот клетка и понатаму, значи во зависност од типот кој што ќе биде најден, значи се одредува и терапијата, меѓутоа можам да кажам дека ти имаат еден вака убав и прогностички исход, долг и квалитетен живот имаат тие луѓе. Советувате ли да се прават биопсии, односно пункции на јадлите на тироидната жлезда, бидејќи некои практикуваат да ги следат со години и да не проверат има критериуми. Да, има критериуми. Не туку така дека секој јазол треба да се пунктира, значи во зависност од колегите на нуклеарна медицина, значи имаат критериуми како изгледа, значи на ехото во моментот јазолот, која е неговата големина, која е прогресијата, потоа биохемиските маркери кои што одат тука, испитувањето нели на тироид стимулирачкиот хормон, значи антитироидните антитела, тиреоглобулините, тоа е еден комплексен механизам и една одлука, значи не се прави рандом на секое јазолче и на секое доаѓање на ехопреглед. Кога пациент ќе дојде со некаков симптом или пак промена што е забележал, што е првиот чекор во диагностиката? Првиот чекор во диагностиката, во зависност нели ако ја исклучиме тироидната за која што кажавме дека е ехото, за останатите регии е назо-фаринго-ларингоскопскиот преглед. Односно. Звучи сложено. Да, звучи сложено, затоа што Сложен ли треба да туку се прегледот? помине со една ендоскопска сонда, што го прават тоа колегите на оториноларингологија, значи почнувајќи да се влезе од носната шуплина, па да се помине кон голтникот, гркланот и се да се стигне нели до ниво на бронхите или до почетниот дел на есофагусот, каде што ни е потребно да се ендоскопски визуализира слузницата. Доколку не може на ендоскопија ништо да се визуализира, а при тоа ние имаме симптоматологија, понатаму следат сликовитите диагностики кои што ни се достапни, односно компјутерска томографија, магнетна резонанса и во посложени случаеви и ПЕТ скенот. И
и претпоставувам дека кога ќе се постави диагнозата Значи, диагнозата се поставува со биопсија, со хистолошка анализа. Да, со хистолошка анализа на ткивото. На биоптичниот материјал, значи, и потоа се одлучува на после сликовата диагностика, значи исто така нели се прави проверка и на состојбата на респираторниот систем, на гастроинтестиналниот, значи се прават и компјутер или рентген или еха на бели дробови и на стомак, и потоа се одлучува за понатамошен пристап. Дали тоа ќе биде оперативен или онколошки пристап или заеднички пристап. Значи хирургијата не е секогаш првото решение за сите пациенти? Не е хирургијата секогаш решение, и драго ми е, ние си ги возобновивме и тие тумор бордови на клиниката за уво, нос и грло, за глава и врат, така што седнуваме ве сите заедно, нели, на една маса да се издоговориме кој би бил најдобриот третмански пристап за пациентот во било кој стадиум за кој што е најдено малигно заболување во регија на глава и врат, се разбира во присуство на патолог, радиолог, орела специјалист, онколог, радиотерапевт, и го избираме најдобриот терапевски модалитет за пациентот со најмалку несакани ефекти. И не секогаш хирургијата е број 1, значи во третманот на карциномите на глава и врат. Како што спомнавме со Епстен-Баровиот вирус, кој што е поврзан со назофарингеалниот карцином. Тука број 1 на радиотерапијата со страшно добри резултати, дури и кај многу напреднати локорегионални карциноми, така што подавање на хемотерапија и радиохемотерапија, пациентите имаат едни добри, долги, комплетни ремисии и добар и квалитетен живот. Значи не секогаш хирургијата е број 1, и во некои случаеви дури се покажало, значи кај рани стадиуми на карцином на грло, дека е еквивалентно ефикасна метода и радиотерапијата, односно зрачната терапија со хируршката терапија. Значи, вие добивате еднаква ефикасност со многу помалку несакани ефекти кога пациентот ќе дојде на радиотерапија. Ќе се зачува говорот, ќе се зачува дишниот пат, значи нема да се работи оперативен третман на гркланот. А колку често оперативниот третман доведува до физички промени, односно до промена на изгледот на лицето кај кое што било неопходно да се изведе? Во зависност од која регија се работи, значи доколку бидејќи вака зборуваме, нели, како што рековме, за поопширна регија, значи физичкиот изглед не многу, освен за пациентите кои што имаат карцином на грло, па е направен отвор, односно трахеостома за дишење, кај што многу пациенти ја носат доживотно и трајно, и тоа секако влијае на физичкиот изглед, на психичката состојба исто така на пациентот, на секојдневната потреба од нега и грижа за тој новоотворен дишен пат кај пациентите. Тоа е за кај пациентите на грло, меѓутоа и кај пациентите на јазик исто така засегнате говорот, не е физичкиот изглед, меѓутоа засегнате говорот, артикулацијата, начинот на голтање, со сето тоа оди слабење, односно една кахектична состојба која што исто така ќе влијае. И сега помутилантни оперативни третмани се изведуваат со одредени реконструкции. Значи реконструктивната хирургија треба да биде вклучена. И реконструктивната хирургија треба да биде вклучена, нажалост тука кај нас многу малку, меѓутоа и лицевата регија не е секогаш доходовна за работа за реконструктивна хирургија. Потребно ли е потоа рехабилитација на говорот? Или пак некакви третмани за джвакање, голтање? Точно ги учиме пациентите начин како да голтаат, значи со посебен начин, нели, затоа што не може, веќе не е исти дишниот и значи патот за поминување на храната не ист како предоперативно или постоперативно, со посебен начин на голтање, со наведнување на главата, нели, за да можат подобро да голтнат во одредени ситуации во зависност и од оперативниот третман кој што е изведен. Потоа, значи за говорот имаме пациенти кои што се посетуваат логопед за рехабилитација на говор. Во светот се користат и провокс протезите кои што се вградуваат интраоперативно, меѓутоа имаат и една така несакана мана кој што можам да кажам, пациентот ќе мора да ја менува на 6 месеци до 8 месеци, што захтева на секој 6 месеци да оди на оперативен третман. Да, ќе има сочуван глас, меѓутоа ќе биде подвргнат на многу оперативни третмани. Ние тука повеќе во нашата република ја преферираме, значи работата со логопед и да се научи еден абдоминален говор, со што пациентите
и тоа како добро се развиваат. Или на крај со помагало ларингофон, кога пациентот ќе одбие да се работува со логопедот. Тоа оној уред што се прислонува на Да, е како засилувач на звук. Да, засилувач на звук. Да. Дали радиотерапијата ќе доведе понекогаш до истиве проблеми, па ќе биде потребна ваква рехабилитација? Вака, радиотерапијата се има исто така освен своји многу големи бенефити, своји несакани ефекти, до овој тип нема да доведе, затоа велам дека не секогаш операцијата е број 1 избор при третман. Гласот ќе биде сочуван, можеби не секогаш во еднаква мера, со една малку полесна засипнатост, меѓутоа ќе биде сочуван. Ова зборуваме доколку се работи за рани стадиуми или многу напреднати кои што не можат оперативно да се третираат. Значи, поради гласот ќе може да се менува бојата на гласот во одредени временски периоди, затоа што ќе настанува и оток на самите гласни жици, таа мека структура тука, па еден ден пациентот ќе има убав глас, другиот ден можеби ќе има по засипнат глас, значи промена во бојата на гласот. Исто така радиотерапијата од несакани ефекти во минатото многу почесто, сега со новите современи радиотерапевски техники поретко, ќе имаме насувост на устата поради ние се трудиме да ги заштитиме плунковите жлезди во текот на радиотерапијата, но не секогаш поради позиционираноста на туморот успеваме да го направиме сето тоа со новите техники на радиотерапија кои што се достапни кај нас од пред 2 години, односно волуметрик арк радиотерапи, каде што влезното место на зракот на радиотерапијата е од различни места, не од едно, успеваме повеќе да ги заштитиме здравите ткива, подобро да го таргетираме туморот и со сето тоа успеваме во многу голема мера да ги намалиме несаканите последици од радиотерапијата кои што се јавуваат, како што се зборам за долгорочните во однос на сувоста на устата, односно немање на плунка, поради зачувување на плунковите жлезди. Но што се однесува до акутните несакани ефекти во радиотерапијата, се јавуваат неминовно кај секој пациент во текот на радиотерапијата, а тоа е едно воспаление на слузницата во устата, ние го велиме радиомукозитис стручно, кој што бара еден доста тежок и агресивен пристап, нели, да се заштити бидејќи тоа е една слузница со рани, кој што е влезно место за бактерии, за габички, значи да се заштити пациентот во тек на радиотерапија од сите тие можни инфекти и можности за настанување, нели, на покомплицирани состојби, така што не е само, нели, да се направи еден радиотерапевски план, да се постави пациентот на радиотерапија, тој процес е долг, од 6 до 7 недели. Треба пациентот да се води кроз тој процес, за да може на крајот, нели, да го имаме бенефитот од сето тоа, да се издржи радиотерапијата, да се изведе како што треба со супортивна нега и терапија. А дали е секогаш неопходна хемотерапијата? Не, има критериуми во кои што се вклучува хемотерапијата. Значи во раните стадиуми не е потребна, постоперативно добро изопериран пациент, значи каде што вие немате оставено остаточно туморско ткиво или на пример во некои ситуации иако било извадено туморското ткиво, покажало на пример во еден лимфен јазол дека малигната клетка излегла надвор од капсулата на тој лимфен јазол, тогаш веќе вие одма имате критериум кој што ви укажува дека ова е високо ризична болест за понатаму да развие една да се развие една метастатска болест и тука веќе како критериум на радиотерапијата да се додаде, значи, хемотерапија со тоа што ќе се зголеми процентот на преживување на овие пациенти и ќе се зголеми времето до повторна појава на болест дури за 30%, значи ние добиваме еден голем бенефит онаму каде што треба да вклучиме, нели, хемотерапија во текот на радиотерапијата. Но тоа зборувам, значи, кога се работи за радиотерапија, но има ситуации кога имаме и неопходно третирање со хемотерапија. А има ли целни терапии, имунотерапии кои што се препорачуваат кај пациенти со рак на вратот и главата? Да, во поново време, особено во последните 4-5 години во Република Северна Македонија секако се користат и целните терапии. Пациентите се третираат според најновите препораки од Европската онколошка и радиотерапевска асоциација во комбинација со америчката, значи, асоциација, така што сите наши пациенти се лекувани по најсовремените радиотерапевски и онколошки протоколи. Можам да кажам, многу малку се сега пациенти кои што поради
икс одредени причини, поради лоша општа состојба или поради неможност, значи од страна на самиот пациент да не се прими таа терапија. Целните терапии кај нас ги има, како што се биолошката терапија, која што всушност представува терапија која што се врзува за рецепторот на раст на туморот и имунотерапијата која што го модулира имуниот одговор да ги препознае туморските клетки и да ги уништи. Достапни се, пациентите ги примаат и се во... Колку се ефикасни? Колкава е ефикасност од овие терапии? И дали може пациентот тешко да ги поднесе? Исто како што тешко поднесуваат некои и хемотерапија. Сега вака, овие терапии во зависност од процентот на подобност, значи не испитуваме одредени параметри колку пациентот е подобен за таа терапија. Значи оваа терапија не е наменета за секого, така? Не е наменета за секого и при тоа, значи исто така во ситуации кога имаат понизок скор, ние велиме за да примат имунотерапија или биолошка терапија, тогаш ги комбинираме имуното или биолошката терапија, ги комбинираме со хемотерапиите, така што не одат самостојно тие терапии. Сега додека трае циклусот на хемотерапија, несаканите ефекти се секако поизразени. Биолошката терапија знае затоа што тие истите фактори за епидермални фактори за раст ги велиме не исто така, значи се ги има и на кожата, па знаат да дадат несакани ефекти од типот на осип на кожата, а додека имунотерапијата си има исто така свои несакани ефекти, меѓутоа можам да кажам дека многу полесно се толерира кога оди како самостална, односно монотерапија, отколку во комбинација со хемотерапија. Меѓутоа има ситуации кога ние сакаме брз одговор, кога имаме загрзување на дишниот пат, на голтањето. Нас ни е потребен брз одговор. Тука ќе примениме и комбинација на хемотерапија со биолошка терапија или хемотерапија со имунотерапија за да добиеме побрз одговор, а потоа со имунотерапијата и подолготраен одговор и секако имаме еден голем бенефит од сето тоа, можам да кажам, на времето пред 15 на години, кога ќе дојдеше пациент со повторно враќање нели на карциномот, живеа само 6 до 9 месеци на жалост. Меѓутоа сега веќе можеме да збориме, прогнозата е далеку подобра, затоа што вие можете пациентот да го имате на една терапија, па на втора терапија, па нели да се заменат тие терапии, веќе збориме преживување во повеќе од 2 и повеќе години, што ми е драго, што можам нели да ги следам и гледам и третирам пациентите. А доколку болеста биде диагностицирана во почетната фаза, во раната фаза, во тој случај каква е прогнозата? Курабилноста, односно излекувањето е повеќе од 80% доколку биде во прв и втор стадиум. Вие тогаш употребувате, значи, хирургија со додатна радиотерапија, ние би ја рекле постоперативна радиотерапија, го намалувате ризикот тука од враќање на болеста, значи ви имате едно чисто оперативно поле, додавате радиотерапија, ризикот се намалува, така што исходот е многу добар, значи повеќе од 80% излекување на пациентите, веќе како одиме кон трети и четврти стадиум, секако шансите за преживување без болест се намалуваат. Затоа е потребна превенција. Ќе зборуваме за превенцијата, само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Доцент доктор Ленче Костадинова, радиотерапевт-онколог, е гостинка во студиото на Телма. Таа ќе ги даде појаснувањата на сите ваши прашања и дилеми поврзани со темата на која што говориме, а секако ги разјаснува и нашите бројни дилеми. Еве дојдовме до оној сегмент кој што се нарекува превенција. Па дали е возможна превенцијата од овие карциноми? Дали е доволно да се елиминираат цигарите, алкохолот? Во најголем дел, да. Живееме во средина со загаден воздух, тоа не може тешко да се можеме елиминира. да го елиминираме, меѓутоа можеме да го намалиме конзумирањето на алкохол, на цигари, нивната комбинација, остатокот ХПВ вирусите? Нема таков скрининг како за гинеколошките канцери, можам да кажам, нажалост. Значи, тие веќе си живеат во орофарингсот и само очекуваат еден или погоден момент на имуносупресија, кога ќе настане сето тоа за да во комбинација со другите фактори за да се развие малигна клетка. Така што немаме таков скрининг кој што би можеле да го примениме за рана детекција на ХПВ во орофарингјална. А што е со на вакцина против ХПВ, која што се дава
кај девојчињата, до сега се даваше кај девојчињата, од сега се препорачува и за момчињата. Дали таа вакцина би спречила појава на ваков тип на карцином? Да, затоа што се работи новата вакцина која што е 9 валентна и ги покрива овие високопатогени соеви, секако би спречила појавување на карцином во устната шуплина, на крениците, на јазикот, кој што е ХПВ позитивен. И затоа јас препорачувам не само девојчињата, туку и момчињата да се вакцинираат, со што би се намалил ризикот и од трансмисија и од момчиња на девојчиња, девојчиња на момчиња. Има уште неколку прашања поврзани со оваа вакцина, но ќе им дадеме предност на гледачите и на нивните прашања. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас се јавувам од Битола. Така. Значи, лично ја познавам докторката Ленча. Пациент е мојот татко и само да кажам дека сме презадоволни од нејзиниот пристап и од нејзината стручност. Ви благодарам што се вклучивте во програма и што го споделите вашето позитивно искуство во емисијата. Ви благодарам. Прашање немате, предпоставувам, само поздрав беше. Да, фала. Добро, пријатно да го слушнеме и следниот гледач, да слушнеме дали тој има некое прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Јас се надевам дека ќе успее да се вклучи во програма. Ќе го замолам да го намали. Не, се исклучил во ред. Мислам дека му беше вклучен тонот на телевизорот и тоа беше проблем во комуникацијата. Споменавте дека препорачувате оваа вакцина против ХПВ кај момчињата, дека е 9-валентна. Тоа значи дека штити од 9 соеви. Од 9 соеви на високовирулентни ХПВ. Дали сите оние високовирулентни соеви на ХПВ што создаваат карцином и во грлото, се содржани во вакцината? Да, се содржани. Токму затоа препорачуваме секако. Но има понекогаш и надвор од оваа рамка. Од оваа палета, да. Да. Па секако таа палета се проширува, како се откриваат кои се. Сакав да прашам дали е апсолутна заштитата или не. Постои ли ризик и покрај вакцинирањето повторно да се јави вакво нешто? Сега за сега, бидејќи оваа вакцина е нова и во тек на истражувања, ние очекуваме дека ќе спречи трансмисија и ќе спречи јавување во голем процент на малигни заболувања и во регија на глава и вратот и во регија на гинеколошките карциноми. Така, во некои земји имат навистина позитивни искуства? Многу големи позитивни, се и започнато колку што знам од Австралија на почетокот, па понатаму. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Се јавува пациент од Струмица. Голем поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Презадоволна од докторката со рак на езофагос, благодарение на нејзе, излечен и немам зборови за нејде. Прекрасно. Ви благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам. Сигурно е многу убаво, докторке, да се помага на пациенти со вакви диагнози. Да, но и неедноставно истовременно работата. Неедноставно е тешко, затоа што тие пациенти поминуваат не само пациентите, и нивните семејства. Поминуваат низ еден тежок период во животот, кој што им е потребна поддршка. И не само терапија, него и психичка поддршка на пациентот, на семејството, затоа што успехот е многу поголем кога имаме фидбек, односно соработка и со пациентот, и со семејството. Значи, заеднички можеме да направиме многу повеќе доколку имаме една соработка. Треба да биде вклучено целото семејство? Па според мене да, од разбирањето на самата диагноза, значи до помошта во процесот на лекување, особено во текот на радиотерапијата, во текот на хемотерапијата, каде што е потребна една страшна супортива и во смисла и на нутритивна поддршка, не само на терапија, ние терапијата како радиотерапија, хемоимуно ќе дадеме, меѓутоа тука и таа нутритивна поддршка и психичка поддршка од дома да се истрае низ тој долготраен процес, како што кажав, многу е долг процесот, меѓутоа со голем бенефит во регија на глава и врат, особено за радиотерапијата. И вие замислете, некој пациент треба 7 недели секој ден да доаѓа на радиотерапија или 7 недели да престојува на нашата клиника. И затоа е потребна и соработка и поддршка. И поддршка, така. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Ве слушаме во програма, сте повелете.
Сакам да прашам. Така? Ало, јас ви слушам. Да, одлично ве слушаме, само следете го разговорот преку слушалката, намалете го тонот на телевизорот. Ви благодарам, ево. Така? Значи се работи за стегнало. Опериран од 1 сантим тумор на мозок, потврден дека е канцероген. Ало, ме слушате? Да, ве слушаме. Докторке, само тумор на мозок е? Да, дворете. Значи, и закажано е кај докторката исто така во онкологија на 16 првично да се реагират со терапија. Како што е предвидена таму, според таргет. Тоа е истен и бидене само 1 сантим. Не во големина, значи, буквално 1 сантим е истен. Оперативно ви отстранет или не? Да, оперативно отстранет. Добро, отстранет и сега треба да се премине кон третман, Кон претпоставувам. онкологија, да, третман за лечење на терапија, Така. не знам Докторке, каква да е. немате подпрашање само некое? Вака, во однос на промената која што е, јас без патохистологија нормално не би... Така, не може да дадете можеме одговор. да дадеме одговори, да коментираме со комплетни наоди, патохистолошки испитувања, значи би препорачала пациентот да се јави на одел за малигни тумори на мозок на Универзитетската клиника на радиотерапија и онкологија. Значи, ви благодарам за вклучувањето во програма, значи ќе треба да се јави пациентот на одел за малигни тумори на мозок. Сега Да. ние зборуваме за тумори на глава, но туморите на мозокот не спаѓаат во оваа категорија. Тие се како посебен ентитет, Аха. значи и кај нас се третираат на посебен одел. Аха, значи не се третираат на Не се истиот одел? да. Добро, имаме уште неколку прашања од гледачи, ќе им дадеме можност да се вклучат. Добар ден, Добар ден, повелете. се јавуваме од Прилеп. Така? Значи имаме пациент ние 8 години опериран од ларингс. Значи пациентот е добар. Меѓутоа сакаме да ја прашаме со отворе докторкава дали тој отвор по извесен период ќе се затвори. Да, ме слушате? Да, ве да, слушаме. ви слушам. А и уште едно прашање имам. Вакцините за ХПВ за девојчина, до која возраст можат да се примат? Така, ви благодарам за вклучувањето Благодарам во на програма. прашањето. Повелете. Значи, отворот за дишење кој што е направен, дали треба да се затвори или не, во зависност од оперативниот третман кој што е изведен претходно. Значи, доколку е направено целосно отстранување на грлото, нема да може да се затвори, затоа што тоа е дишниот пат всушност. Но доколку е отворен ургентно, а при тоа е зачуван, значи гркланот како структура, е спроведена некој од другите техники, радиотерапија, хемотерапија и се верифицира, односно се визуализира дека има доволна проводност на воздухот, тоа секако се прави на ОРЛ, со ендоскопско испитување, тогаш може да се разговара за затворање на отворот за дишење. А во однос на ХПВ вакцината за девојчиња сега е веќе може натака до било која возраст. Така. Тоа значи дека веќе и возрастните луѓе, доколку сметаат дека се во одредена група на ризик, слободно може да се вакцинираат со ХПВ вакцината. Веќе не постои како граница за до кога, туку од кога се померува на што помала возраст девојчињата да ја примат, со оглед дека денеска започнуваат младите да се многу порано сексуално активни, поради тоа е потребно од што помала возраст да се прими, значи а за возрастна граница како лимит не постои, значи може доколку сака било кој од нас. Така. И тоа е дозволено и регистрирано во нашата држава, како што знам. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Уште Добар едно ден. прашање ќе слушнеме. Добар ден. Исто така гледачот ќе го замолам да го намали звукот на телевизорот, да го следи разговорот преку слушалката. Дали не слушате? Да, добар ден. Се Повелете. јавувам од Неготино. Така. Кај докторката сум повеќе години, па може има повеќе од 10 години на онкологија. Благодарение на нејзините софати и мојата упорност уште се борам, може над 10 години. Ката од Неготино, сигурно се сеќава докторката. Се што
Има, но и ново што ќе излезе на онкологија, терапија, пробуваме со нејзини совети, што треба, што не треба. И многу сум задоволна и баш што сум тајна. Со неја што се работуваме и мислам дека благодарение и на нејзините совети и на нејзината терапија уште се борам и ќе продолжам да се борам. Ви посакувам да излезете како победников од оваа битка и ви посакувам многу здравје. Благодарам. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Докторке, во кој момент пациентите треба да се јават на лекар доколку забележат некаква промена и кому да се обратат? Дали веднаш треба да поидат на онколог, дали треба да поидат на оториноларинголог, дали да се обратат кај матичниот лекар? Во момент кога никоја состојба која што ја рачунаме, смитаме за акутна, 14 дена не поминува и повторно се појавува, тогаш пациентот, како што рековме, палпабилна маса, афта која што нема да помине 2 недели. Значи хронични крајници, значи треба да се јават првин кај својот матичен лекар, да бидат упатени на специјалист од секундарно ниво, односно оториноларинголог, максилофацијален хирург, стоматолог, значи, па дури потоа, од кога ќе се направат сликовите дијагностики и верифицирање на болеста, да се јават на клиниката за радиотерапија и онкологија. Значи, ние сме последната инстанца, терциерното ниво, каде што пациентите треба да дојдат и да се лекуваат. Превентивата треба, значи, да започне од примарното здравство. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Сакав да ја прашам докторката. Вакцините што се дават против ХПВ инфекциите кај девојчиња или кај машките деца, треба да превенираат од ХПВ инфекција. Меѓутоа, како кај децата може да се случи кај децата да има ХПВ инфекција, ете тие не се во фаза на сексуална активност. Дали само преку сексуалната активност може да се заразат со ХПВ инфекција? Со тие агресивни соеви, предпоставувам, тоа ве интересира. Со агресивните соеви на ХПВ, всушност, кои што предизвикуваат проблем, бидејќи има цела палета на ХПВ вируси. Ризик или природно ние го носиме тој вирус? Така, ова е едно убаво прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Природно не го носиме, меѓутоа и сега има многу нови студии излезено кои што укажуваат дека не мора да е само преку сексуална трансмисија, значи затоа што во многу ситуации и кај луѓе кои што не биле сексуално активни, исто така е најдено присуство на високоризични ХПВ инфекции, а прито овие ХПВ инфекции веќе почнуваат не само со овие карциноми, туку да се поврзуваат и со многу други потешки форми на облици на карциноми кои што потешко се лекуваат, така што затоа е оваа вакцина ставена и во задолжителен календар, затоа што не е само сексуалната трансмисија, него начинот вие нели одите во тоалет, начинот на личната хигиена, значи контактите со другите луѓе, бакнеш со бакнеш, оштетена слузница со оштетена слузница, вие повторно значи добивате контакт на оштетено ткиво со оштетено ткиво кој што возможува трансмисија на сето ова. И толку од таа причина и рано се воведува Рано се воведува, вакцина, бидејќи да. многу родители има дилема, велат зошто нашите деца се мали, не се сексуално активни, зошто оваа вакцина толку рано? Најновите студии укажуваат дека и воопшто, значи деца кои што и млади тинеџери кои што немале никаков нели сексуален контакт носат високоризичен ХПВ вирус. Докторке, значи да се внимава на сето ова, да се на превенцијата. Секако први на превенцијата. Значи цигари, алкохол, тоа е клучно да се елиминира од секојдневниот живот, здрав начин на исхрана, но на што може да се делува да се делува контроли, да, и рано откривање на овие да не се чека доколку се појави некаква промена да заболи или пак да порасне, нели? Кажавте 1 сантим била, па почекале дали ќе има промена или не, да не се чека. Да не се чека, да се јавуваат навремено на лекар. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во емисијата и за појаснувањата поврзани со оваа болест. Благодарам и на вас за поканата. Драго ми беше. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта, тука го заокружуваме денешното издание. Ви посакувам пријатен ден.